Поштувани гледачи, добро вечер. Ве поздравуваме во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес, како и во секоја емисија, ќе доставиме корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Денеска одлучивме да говориме на тема диабетес и исхрана, а одговорен за денешната тема е доктор Александар Митов, кој што е магистар по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз здравието. Се надевам дека сето она што денес ќе го слушнете, што ние ќе го разговараме во студиото, поврзано со диабетисот и исхраната, ќе биде многу корисно за сите оние кои што се соочуваат со овој проблем, или пак за оние кои што можеби се сомневаат, кога ќе ги слушнат оние симптоми за кои што ги говориме во студиото, ќе нели навреме за да можат да се јават, да си се проверат, да видат дали можеби постои некој таков проблем со диабетесот, односно со нивото на шеќерот. Толку колку за почеток, веднаш ќе го поздравам мојот денешен гостин, доктор Александар. Добре дојдовте, многу ми е драго што сте за прв пат во ваш термин и се надевам дека сето она што денес вие ќе го кажете, нели како стручно лице, ќе биде од голема корист за нашите гледачи. Ви благодарам за поканата. Многу е важен овој момент на комуникација со јавноста на ваков начин. Так. Затоа ве поздравувам и ви благодарам што им правите достапни информации од ваков карактер на гледачите. Нашето здравје зависи од тоа колку добро сме информирани за него. Так. И колку подобро сме информирани, толку подобри одлуки ќе носиме. Така, затоа и ги правиме овие емисии со цел, нели, нашите гледачи и граѓаните да знаат и да добијат што повеќе информации, Така. нели, за што се вели оние кои што имаат проблем некако да пристапат кон правилно решавање, а пак оние кои што можеби се сомневаат да си ги препознаат симптомите и навреме да побараат помош. Кажав, ќе говориме за диабетесот, па малку вака едно на почеток еден како кус вовет или некои мали информации. Били вака, диабетесот е една од најчестите болести на современото општество. Во светски рамки се смета дека има некаде над 200 милиони луѓе кои што се соочуваат со диабетесот, а според Меѓународната диабетолошка федерација, овој број ќе достигне над 350 милиони до 2025 година. Кај нас во Република Македонија диабетесот е многу често заболување, од кое што страдаат над 120.000 лица. Навистина, многу специфично заболување, кое што пак прави многу други проблеми во нашиот организам и затоа одлучивме денеска да говориме на тема. Па ајде на почеток да започнеме првин малку да ни кажете нешто повеќе за диабетесот како заболување или како болест. Така. Два моменти загрижуваат. Еве бројките што ги кажавте сами по себе се тие и се сами по себе загрижувачки. Дополнителниот момент кој што не загрижува е тоа што станува збор за еден мощен загрижувачки тренд. Односно не само што сега го имаме проблемот, туку се чини дека како проаѓа времето, проблемот со диабетот само и само ќе се засилува. Можеме статистика да искористиме, да речеме, од останати земји, кои што педантно водат таква статистика. Велика Британија или Обединетото кралство има утврдено дека за една деценија, во изминатава една деценија, дури за 65% е зголемен бројот на случаи на диабет. И тоа е една мощна загрижувачка слика која што кажува дека оваа болест галопира, напредува и се повеќе и повеќе ќе биде проблем и за многу поединци, за многу луѓе, но и здравствените системи попуштаат под тежината на таков еден проблем. Зошто го кажуваме тоа? Тоа е поврзано со тоа што ме прашавте, со карактеристиките на самата болест и со бројните компликации кои што може да произлезат од неа. Зборуваме за два вида на диабет од почеток, да кажеме. Така. 10% од прилика се диабетот тип 1, како што го нарекуваме, или порано терминологијата која што се користеше за него беше детски или јувенилен. Тоа е тој кој што настанува од рани години и е стрикно поврзан со употреба на инсулин. И постојана е таа употреба на инсулин, потребата од инсулин е постојана. Од друга страна е диабетот тип 2, кој што всушност е тој што многу повеќе загрижува од овие епидемиолошки аспекти или од аспект на јавното здравје, бидејќи тој е тој кој што значително расте и кај диабетот тип 2 порано нарекуван возрастен, сега веќе диабет тип 2 заради тоа што и не само возрастни, туку за жал и многу помлади, да не речеме и деца под 18 годишна возраст,
почнуваат да го имаат овој сериозен проблем. И карактеристиките и кај едниот и кај другиот генерално ги знаат граѓаните, да се подсетиме прво како да го препознаат, потоа кои се компликациите, честото мокрење, големото интензивното чувство за глад, за жед, глад, жед, потоа навечер, да речеме, будењето, кога може да се препотуваат, да зголемуваат тежина, да намалуваат тежина во било кој правец. Потоа и понатаму понапредните знаци, да речеме, замаглување на видот, како трнење по раце и по нозе, по екстремитети. Тоа се сите тие, тоа е една цела плејада на загрижувачки моменти кои што може да бидат поврзани со дијабетот. Но најважно од се е, како и за сите останати болести, да внимаваат гледачите и навреме да побараат помош, во смисол пред се да проверат, значи да ја направат таа вообичаена крвна слика, која што уште на почетокот лесно ќе укаже дали границата горна е помината и што треба се разбира да се направи. Тоа е, да речеме, таа една лична карта која што би ја дале на дијабетот вака иницијално, а се разбира за сите детали можеме и повеќе да навлеземе. Так. Кажавме на почеток кои се тие симптоми кои што треба да ни посочат дека станува збор за дијабетис. Зошто се појавува? Што е причината? Кои се причините пак сега да ги кажеме за појавата на дијабетисот? Па потоа ќе говориме за проблемите и компликациите. Така, тука зборуваме всушност ние за самиот механизам на настанување на болеста и тоа е интересно е како науката тука има многу напредувано во овој период. Знаете, порано можеби го мислевме или го планиравме, така го перцепиравме и лекарите, не само и општата јавност, само ти ме кажува шеќерна болест, па поврзан со шеќерот, со премногу внесување шеќер и заради тоа многу внесување шеќер доаѓа до шеќерна болест. Тоа е доста поедноставена верзија на научната вистина, меѓутоа сега веќе се испоставува дека тоа не е така. Дека редовната примена на многу шеќер всушност не е вистинскиот проблем кој што води до дијабет. Прашањето како настанува. За дијабетот тип 1 нема да зборуваме, тоа е различна состојба. Да речеме, дијабетот тип 2 е тој кој што доминантно стои пред нас. И тука механизмот е мощно интересен и ќе го раскажува малку во фази, бидејќи има време додека да се развие. Нашето тело е направено да биде исхранувано и одржувано на еден начин, на еден природен начин. И колку повеќе ние тоа го променуваме, колку повеќе бегаме од тоа што е нормално, и колку таа ненормална состојба трае подолго време, 2 децении, 3 децении, 4 децении, така се повеќе и повеќе тие медицински што ги нарекуваме механизми за декомпензација, тоа е стручниот збор, односно механизми за заштита, попуштаат и почнуваат болестите. Затоа приказната започнува некаде уште во 20-тите или во 30-тите години на животот вообичаено. Ќе стасаме до дијабетот, но еве како почнува. Интересно, ќе започне со акумулација на масно ткиво околу стомакот. Значи, ќе ни се прошири околу појасот малку повеќе обемот и во овој момент можеби никој тогаш нема да помисли дека оди во тој правец, меѓутоа тоа е првиот чекор во тој правец. Зошто? Тоа масно ткиво уште се нарекува, не е вообичаено, тоа уште се нарекува и висцерално или различно од подкожното масно ткиво. Тоа е масно ткиво кое што и внатре во абдоменот, во стомакот почнува да се акумулира и вистинскиот проблем е тоа што истото почнува да се однесува како орган кој што произведува хормони, кој што произведува различни видови на супстанции, кои што пак влијаат на цело тело. И како расте стомакот, така нели малку попластично да кажеме, така проблемите почнуваат да нараснуваат. Тоа е ако човек се запрашува дали е во тој правец оди или веќе ако сака да знае дека има, тука би требало да биде првото штиклирање. Значи првиот проблем е тој, значи дека нешто не е во ред. Второто нешто кое што може кај пациентот да се најде е нарушување на така наречените масти. Ја почнуваме приказната од почеток, меѓутоа ќе не доведе до дијабетот. Ако мастите се нарушени масти, зголемен холестерол, зголемени триглицериди, зголемен лош холестерол, намален добар холестерол,
Тоа е местото каде што веќе пациентот може, слушајќи не, следејќи не дај Боже, но ако е присутно да го стави второто знакче, да го одбележи дека еве веќе втор фактор. Вториот фактор е присутен кај мене. Третото нешто е доколку е покачен крвниот притисок. Различно е за различен период од возраста, значи за различни возрасти имаме различни референтни вредности, меѓутоа покачувањето на притисокот е точката каде што уште еднаш можеме да го додадеме третото знакче, да штиклираме, да речеме дека и тука има проблем. И сега веќе сме ги окарактеризирале 3 од 5 потребни присутни знаци кои што ни укажуваат дека е присутен така наречениот метаболичен синдром. Метаболичниот синдром е почетокот на кардиоваскуларните болести, на мозочен удар, на срцев удар, на диабетот и на неколку малигни болести. Но од тука тоа навидум безопасно состојба или од наше однесување на постепено зголемување на телесната тежина, всушност сваќаме вака гледајќи хронолошки низ годините како почнуваат проблемите. Се разбира, механизмите може да бидат и различни, но ова е доминантниот начин на кој што човекот влегува во една таква состојба. Зборувајќи за метаболичниот синдром и за сите овие присутни што ги спомнавме знаци, тука веќе може пациентот да дојде во една состојба на така наречен преддиабет или уште се нарекува скриен шеќер, или така е познато, кога веќе нашето тело го создава тој феномен на отпорност кон инсулин. Всушност, стасавме до критичниот момент, до главниот механизам, велиме ние медицински, главниот патофизиолошки механизам, кој што денеска науката го смета за основен во објаснување на настанувањето на диабетот. Значи, јас си донесов една мала реквизита, па ќе ја употребам за да можам една обична чашка, која што ќе ја искористам за подобро да го објаснам моментот на настанување на диабет. Сега веќе стасавме до таа предиабетична состојба или состојбата на отпорност кон инсулин. Сега ќе го објасниме тој концепт, бидејќи е клучен да го разберат гледачите кои што сакаат да ја сватат ова состојба и да внимаваат. И идните нивни чекори ќе зависат од тоа да го разберат овој процес. Сме чуле сите за замастување на црниот дроб. Така. Меѓутоа, постои и замастување на мускулните клетки. Значи, нашите мускулни клетки може да бидат замастени. Што значи тоа? Ако ова е една мускулна клетка, овој сад, ако е една мускулна клетка, долги години кога ние сме јаделе заситени масти, доминантно месо, млеко, млечни производи на дневна основа, повеќе од колку што ни треба, доаѓа до концентрација во мускулните клетки на такви мали капки, да речеме, од масти. И тоа се тие масти внатре кои што се акумулираат во мускулната клетка. Што значи ова за мускулната клетка? Мускулната клетка која внатре во себе ќе види толку многу масти, си вели вака: храна има доволно. И нема потреба сега што да земам до толку глукоза, односно шеќер, од крвта. Бидејќи затоа служи глукозата во крвта за мускулите и мозокот да бидат нахранети. И затоа нели се одржува едно константно ниво на шеќер во крвта, за ако притреба клетката да се послужи и така да функционираме. Меѓутоа, кога мускулните клетки, доминантни во нашето тело, ценат дека имаат доволно резерви, кога ќе дојде инсулинот, да речеме дека оваа цевка е инсулинот, кој што треба, има основна цел шеќерот од надвор, од крвта да го внесе внатре во клетката. Меѓутоа, кога ќе дојде инсулинот, овие клетки, бидејќи се убедени заради присуството на мастите кои што се чиста енергија во себе, тие некако му даваат отпор на инсулинот, ја подзатвараат цевката, не дозволуваат да влезе толку шеќер. И што е последицата кога шеќерот нема да влегува таму каде што треба, почнува да се акумулира таму каде што не треба да е толку, односно во крвта почнува, велиме, шеќерот да расте. Тоа е тој механизам на така наречена резистентност кон инсулинот. Сега, како нели потоа велиме дека и телото дали има доволно капацитет да лачи инсулин или да нема. Порано тоа го сметавме за главниот механизам, нели? Телото не лачи доволно инсулин. Тоа е точно за диабетот тип 1, но сега ќе разгледаме за диабетот тип 2.
кога ќе се случи овој момент, кога шеќерот ќе почне да расте, бидејќи еве сега сме во таа состојба кога клетките се заситени. И кога ќе почне да расте шеќерот, нашето тело на централно ниво сваќа дека има проблем, дека толку шеќер не треба да има. И за да го намали шеќерот, што прави? Пушта повеќе инсулин во употреба. Односно, инсулинот почнува да расте, води кон една хиперинсулинемија, нарекуваме. Тогаш почнува да се оптеретува панкреасот, да лачи колку што е можно повеќе инсулин, инсулинот да излегува со цел да се оствари овој момент. Шеќерот од крвта да влезе во мускулните клетки и да биде истрошен. Но тоа е веќе таа фаза на преддиабет, кога телото е отпорно кон инсулинот и џабе се лачи и повеќе инсулин. Се гледа кај тие пациенти, ако се мери инсулинот и инсулинот е зголемен, се разбира тоа е веќе една крајна фаза кога телото веќе и почнува да се заморува, кога долги години лачело премногу инсулин, не може повеќе да постигне, тогаш и капацитетот на црниот дроб, на панкреасот, се извинувам, за лачење на инсулин се намалува и влегуваме во една декомпензирана фаза кога напреднува диабетот, поедноставувајќи. Како што ме прашавте, механизмот, најчестиот, ова е најчестиот механизам за настанување на диабет тип 2, тоа е така наречената резистентност или отпорност кон инсулин, која што е присутна долго време, понекогаш и 1 до 2 децении, за конечно телото повеќе да не може да се бори со таа состојба и шеќерот да се покачи. Тоа е механизмот кој што денеска ние сме сигурни како наука. Тоа е главната теорија за тоа како настанува диабет. Главната причина за настанување на проблемот кога веќе се покачува шеќерот во крвта. Видите, тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи за оние кои што се веќе покрај малите екрани, да повториме, говориме на тема диабетес и исхрана. Со мене во студиото е доктор Александар Митов, кој што е одговорен за денешната тема и кој што ќе се обиде да достави интересни информации во однос на оваа болест. Знаете дека сме отворена контактна емисија, доколку имате некое прашање поврзано со оваа тема, може секако да се јавите, да се вклучите во нашиот разговор, да поставите прашања. Доктор Митов е тука да ви одговори на вашето прашање. Доктор Митов, да продолжиме сега со компликациите или? Да. Што се може диабетисот да предизвика? Бидејќи знаеме дека и заболувањето на бубрезите некако е како да кажам, како еден тивокубиец. Да. Диабетисот, високиот притисок. Па што се може диабетисот да предизвика во нашиот организам, доколку навреме него не се диагностицира и не се преземат соодветни мерки. Имаме гледач? Ајде да го вклучиме гледачот, па ќе одговориме на прашањето. Добар ден, добро вечер, повелете. Добар ден. Повелете. Вака, имам пред се поздрав до вас и до докторот. Благодариме. И имам прашање, вака, имам дете од 13 години. Се е во ред со, да речем, нема шеќер, диабет, значи нема ништо. Само ме плаши што многу во денот користи шеќер, мислам благо, од сладка, од било кој работи, мора во денот да касни благо, значи, и тоа неколку пати. Се храни редовно, да кажам друга исхрана, она нормална, но исто така јади и многу благо. Дали има место за загрижување? Тоа е едно прашање. И уште едно друго прашање се работи за мене. Во, не знам, понекогаш, значи, имам толкава потреба за да каснам благо нешто, значи да внесам шеќер, а некогаш ми е толку одбивно што ми се гади. Исто така сакам да слушнам дали има место за загрижување. Добро. Ви благодарам, однапред. Добро, ви благодариме на јавувањето и на вашите прашања, доктор Митов. Прво, за првото прашање, се разбира дека, нели, го кажавме механизмот, дека не станува збор за болест која што се развива како последица на многу внесување шеќери, но тоа воопшто не значи дека шеќерите се преработените шеќери пред се, а тоа благо пред се како тоа го подразбираме. Тоа воопшто не значи дека тоа е здрав начин на исхрана. Така, значи треба да се внима. Да. Првото нешто кое што јас би прашал на толку јадење благо, нели гледачите сега ќе го следат, го знаат одговорот, е тоа дали е присутна зголемена телесна тежина. Кај дечињата зголемената телесна тежина е посериозен проблем отколку кај возрастните. И кај возрастните е сериозен проблем. Меѓутоа, кај децата е дополнително загрижувањето
заради тоа што ќе створи една склонност на организмот цел живот понатака да има една зголемена телесна тежина, но и конкретни здравствени проблеми во моментот. Доколку е присутно зголемување на телесната тежина, би препорачал да направат една анализа на крв, особено да ги внимаваат на ензимите, на хепаталните ензими, на ензимите од црниот дроб, АСТ и АЛТ, да видат таму да нема некое покачување, доколку е зголемена телесната тежина, бидејќи многу често кај дечиња со покачена телесна тежина страда црниот дроб преку така нареченото замастување на црниот дроб, кое што може да биде извонредно сериозна состојба кај нив. Вториот совет кој што би го дал покрај оваа контрола, вториот совет би се однесувал на тоа да го заменуваат благото колку што можат повеќе со овоши или со здрави варијанти на благо. Значи, јас разбирам, значи има големи разлики од благо до благо и колку што е можно повеќе да бидат тие разлики во правец на поздрави опции, толку подобро. Ова не е процес кој што ќе заврши преку ноќ или преку ден, но треба да поразговараат, да бидат свесни дека имаат проблем и тој проблем етапно во рок од неколку месеци да го надминат. Истото би го одговориле и за второто прашање. Не мора ништо да значи ако во одредени моменти има склонност да јаде благо пациентката или да не јаде. Важно е сепак да се лимитира силно и да се замени колку што е можно повеќе со здрави опции на поблаги работи. Значи, може да постојат и здрави десерти. Така, ете се надевам дека е задоволна нашата гледачка од одговорот и се надевам дека ќе ве послушаат во однос на советите нели за да се консумираат поздрави шеќери. Па сега ние да преидеме на прашањето за компликациите на дијабетисот, што може да ги предизвика. Тоа нели што всушност не загрижува особено, бидејќи ако само по себе покаченоста на шеќерот во крвта е единствениот проблем, тогаш тоа не би било проблем. На долг рок нема што да се загрижуваме до таа мера. Но за жал покачениот шеќер во крвта има последици врз нашето тело и тие последици се доста значајни. Јас би зборувал сега би го организирал одговорот во два дела, бидејќи шеќерот во крвта кога е многу присутен ги напаѓа крвните садови, па би ги поделил компликациите на такви кои што потекнуваат од малите крвни садови и од големите крвни садови. Кога страдаат малите крвни садови, имаме еден вид на последици и компликации, кога страдаат големите, имаме друг вид на последици. Прво и основно еве кај малите крвни садови ќе тргнеме таму кај што се најмали и најнежни, еве да речеме очите. Тоа е едниот момент кој што знае да се комплицира до таа мера што еден дијабет знае да се искомплицира и до степен на слепило. Значи тоа е првата посериозна компликација која што може да настане од дијабетот. Ќе звучат сериозно сите компликации кои што ги кажувам, сето тоа го кажуваме не со цел да ги исплашиме луѓето, но да ги отрезниме, да ги информираме добро дека станува збор за една извонредно сериозна состојба и дека не смее да се игнорира. Значи да запаметиме, стигнавме проблемите со видот, имаме гледач, па ќе продолжиме. Се продолжиме. разбира, со задоволство. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме, во програма сте? Ало? Ве слушаме, само намалете го тонот на телевизорот за да имаме подобра комуникација, да не ви се враќа повторен сигнал и слободно говорете. Да, повелете. Добро вечер. Ајде, говорете, ве слушаме. Ало? Говорете, ве слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до докторот. Благодариме. Јас сум 10 години и више дијабетичар. Така. И сум била на... Слободно говорете, не го слушате телевизорот. Ало? И еве сега нагло се поправив од инсулинот, поготово кичмата. Избегавам благо, не јадам такви работи. И не знам што да правам, а докторот ми века дека од инсулинот сум се поправила. Дали е тоа можно?
Друго нешто, доктор Митева, дали имате да прашате? Ако би сакал докторот да ме објасни. Добро, значи што е причината за вашето поправање? Се добро, ви благодариме. Останете еве да го слушнете одговорот што доктор Митов ќе ви го посочи. Се разбира, можеме и да речеме така и да ја заклучиме кон крајот емисијата со совети за до гледачите, но тука би морал едно нешто да истакнам, а тоа е тоа дека за жал кога е толку сериозна болест во прашање, ние не можеме да дадеме прецизни одговори вака без да ги имам пред себе цела медицинска документација и пред точно да ги знам параметрите за тоа каква е состојбата и контролирано да правиме промени. Зошто? Сум имал, значи имало состојби кога пациенти може би слушнале дали од емисија или на било кој друг начин, особено кога се на инсулин и на своја рака почнале да прават одредени промени во начинот на исхраната. Би препорачал да бидат изворедно внимателни и да не го прават тоа. Зошто? Заради тоа што, како што им е особено ако се на инсулин, дозите кои што им се дадени на инсулин и кои што се искалибрирани според нивната моментална состојба, одговараат на начинот на кој што тие во моментот вообичаено се хранат и вообичаено се движат. Доколку почнат да прават промени на начинот на исхрана и на степенот на физичка активност, тоа мора да биде во договор со стручно лице. Значи и со лекарот кој што ја води таа промена, и со лекарот кој што ја ординирал терапијата, дали е колега интернист, дали е колега ендокринолог, но тука настапуваме тимски и мора изворедно внимателно да се следи. Зошто? Заради тоа што кога ќе се промени начинот на исхрана и кога ќе се воведе повеќе физичка активност, доаѓаат тие флуктуации на шеќерот, тие варирања, може да оди нагоре, надолу, и тоа е една сериозна состојба која што пациентот сам на себе не треба да ја презема таа одговорност и да го прави. Значи, сепак треба Значи, да се консултира. треба една голема внимателност. Точно е, кога пациенти ќе бидат префрлени на инсулин, знае да се покачи телесната тежина, така што би го повторил истото што колегата ќе го кажал. Важни се дозите, меѓутоа, еве, ние се разбира, можеме да едуцираме, можеме да дадеме важни совети, општи, генерални, но во прецизно лекување на поединечни пациенти не можеме да навлеземе и не можеме да ја преземеме одговорноста, бидејќи ако некој сега почне да се храни, интензивно да смени, интензивно да почне да вежба, а не се консултира со својот лекар за дозата на инсулинот, например, многу брзо ќе западне во хипогликемија, што е една опасна состојба. И тоа не треба да се прави самостојно. Морам да го нагласам. Имаме гледач, ајде да го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Повелете. Овака, да речиме, пред месец дена направена крвна слика, шекерот 8 бил. Така. По еден месец направена крвна слика 6 дошол. Третиот месец пак, да речиме 5. Дали е то загрижувачки? Добро. За вас лично се работи, така? Добро. Добро. Да. Благодариме. Доколку примети пациент, доколку примети вакви варирања, не треба контролите да си ги прави сам. Значи не треба сега на самостојно да оди еден месец или следен или друг или трет, самостојно да прави крвна слика и да гледа како е инсулинот, шеќерот и сам да се диагностицира дали има, дали нема. Значи има други тестови кои што следуваат потоа, има тестови кои што ќе ги превземат соодветно матичниот лекар, па интернистот, и има прецизен начин на диагностицирање дали треба, дали не треба. Затоа, уште еднаш, уште една причина. Што да направи сега во случајов гледачот? Ќе отиде кај својот матичен лекар со сите тие документи, ќе ги приложи и понатаму ќе продолжат тестовите за да се утврди тој така наречен што треба да се прави. Не е целта ние преку телефон да му кажеме за да не отиде да го направи пациентот и тој тест самостојно. Сепак треба да се биде внимателен. Тоа се тестови кои што треба да се направат под совет на матичен лекар или на интернист. Значи, не се прават самостојно вакви тестови. Така, значи, сепак, бидејќи нели имало различни варијации на шеќерот,
И тоа не би требало да е така, Така, тоа е затоа треба да дополнително. се И важно утврди видите и точно. како било мерено. Значи, дали претходната вечер, дали доволно спиел, дали бил вознемирен, дали не бил вознемирен пациентот, дали јадел многу касно. Значи, да не навлегувам во сите тие Има многу варијации. детали, Шекерот така. варира, значи има многу детали. Не е страшно, нормални се одреден вид на варијации. Но што и да е, сите тие варијации треба да ги следи најнапред матичен лекар. Така, значи еве, уште еднаш, значи соберете си ги сите анализи, појдете кај матичен лекар и секако консултирајте се со него што сега и како да постапите следно за да се утврди точно дали имате проблем со шеќерот или немате, а секако матичниот лекар ќе ви каже што треба да направите, нели се со цел да не се испушти некој проблем во однос на шеќерот. Доктор Митов, да продолжиме за компликациите. Кажавме дека започнува првин со За очите, помалите крвни садови, помалите крвни со садови. видот, така. Да. Еве, од помалите крвни садови ги спомнавме очите. Следно место на мали крвни садови кај што може да има проблем се, да речеме, бубрезите. Значи, доколку бидејќи станува збор за едни многу фини, многу нежни крвни садови, каде што се филтрира крвта, и кога почнува заради пролонгираното присуство, долготрајното присуство на покачен шеќер, да се нарушуваат тие нежни крвни садови, тогаш може толку да се наруши функционирањето на бубрезите, што може целосно да престанат да функционираат и пациентот да заврши на диализа. Значи, тоа е една втора голема компликација. Значи, очите, бубрезите. Бубрезите, сега одиме на нервите, Така. ако ги кажуваме малите крвни садови. Зошто? Бидејќи нервите си имаат сопствени мали садови, поголемите нерви зборуваме пред се, и тие на тој начин се исхрануваат, и кога истите ќе бидат зафатени, односно нарушени, да не може веќе да се храни нервот како што треба, пациентите ќе го приметат, особено кај нозете, тоа трнење, боцкање, навечер особено кога се легнуваат, ќе ги приметат тие болки во нозете. Тоа е уште еден знак во кој правец се движи болеста. Меѓутоа, тоа се малите крвни садови, да речеме. Големите крвни садови, а како што страда, така може да дојде до четврта компликација поред би било тоа, нарушено хранење на екстремитетите со крв, па многу често доаѓа до нарушување на крвотекот во нозете. И последователно може да има и ампутирање на... Тоа значи дека проблем со циркулација во вените? Дека циркулацијата се нарушила, артериите се нарушиле. Ако се појавуваат ранички кои што не заздравуваат така едноставно, тие рани знаат да се искомплицираат и да продолжат во еден сериозен процес. Потоа, од нарушувањето на големите крвни садови, би го спомнале, се разбира, процесите кои што го опфаќаат срцето. Не за џабе се вели дека пациенти со диабет може и до 5 пати да имаат зголемен ризик од срцеви заболувања. Пардон, и конечно, тука е веќе мозокот, каде што и таму знаат нарушувањето на крвните садови да резултира со мозочен удар. И тоа е таа палета, еве, кажавме се, од нозете до мозокот. Значи многу проблеми, по себе, многу нарушувања. И ги нагласувам овие моменти дека тоа треба да му биде јасно на пациентот, дека особено во делот на мотивирање да превземе нешто во однос на како се храни и колку е физички активен. Така. Бидејќи болеста напредува доколку не бидат превземени овие работи. Ајде да слушнаме кој е седен на линија. Добро вечер. Сега ще видим. Добро вечер, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Го поздравам докторот и водителката. Благодарам. И би прашал во врска со инсулинот, примање на инсулин, дали има влијание овие сезонски инекции што се дава за, мислам, за грип. За грипот. Дали пречи? Нешто во врска со инсулинот. И второ прашање, уште едно, ако сакате, се работи за друга личност од фамилијата, таа има карцином на дојка, така? И дали таа исто таква сезонска инекција, дали има влијание нешто во врска со... Дали може да прими? Сакате да прашате дали можете да примите вакцина за грип и двајцата? Впрочем, така? Да. Добро, да, дали можеме да примиме вакцина за сезонскиот грип? Дали би пречело тоа во однос на вашите проблеми? Да. Ви благодариме што се јавивте и во останете да слушнете што ќе ви посочи доктор Митов. Доктор Митов? Се разбира, во основа не така? станува збор за интеракции од таков вид.
најважно од се е вие пред да го направите тој момент на вакцинирање, значи да поразговарате со лекарите таму кај што одите, да им ги предочите сите состојби со кои што се соочувате. Оние кои што треба да ја така да бидат стават администрирани. вакцината, Така е. Значи пред моментот на администрација, на ставање на вакцината, така да кажеме, лекарот, пациентот е должен да каже за сите потенцијални здравствени состојби. Значи важно е на лице место, ако имате било каков вид на алергии, ако од пеницилин, од било што друго, каква терапија примате, што примате, се треба да го кажете. Во основа не е проблем, особено и за втората состојба, значи нема тука различни моменти на загриженост, но доколку се прима одредена терапија, треба да се види која терапија е таа и во едниот и во другиот случај, и истата да биде кажана непосредно пред ставање на инекцијата, на вакцината, и ќе процени тимот кој што е таму на лице место дали може или не може во моментот да се интервенира. Ете, се надевам дека сте задоволни од одговорот. Доктор Митов, бидејќи немаме многу време, некако сакам малку околу исхраната да обрнеме внимание, бидејќи така ни гласеше и темата дијабетесот и исхраната. Кажавме какви се може компликации да направи дијабетесот и мислам дека впрочем многу пати сме говорили, треба веќе на некој начин и нашите гледачи веќе да го знаат тоа, меѓутоа затоа ние секогаш повторуваме и ги повторуваме темите за да ги подсетиме за да не заборават. Како исхраната може да влијае на дијабетесот? Еве постојано се прашуваме и вие кажавте дека не треба да се јаде благо, значи нормално нас сите понекогаш сакаме да каснеме чоколадо и некоја колачи и торта и меѓутоа како воопшто исхраната може да влијае на дијабетесот во смисла да може да го спречи покачувањето на шеќерот па и понатамошните компликации? Јас би почнал тука одговарајќи го вашето прашање, прво да речеме од преминувањето од преддијабет во дијабет, односно од една состојба кога веќе шеќерот се покачува, пациентот почнуваат иницијално да го ставаат на некаква терапија, но уште не е на инсулин, да речеме, нема таков развиен дијабет во потполна смисла на зборот. Правена е огромна научна студија, огромно испитување години заред во Соединетите Американски држави, каде што било поставено следното прашање. Кога човек е во состојба на преддијабет со првично покачување на шеќерот, што е подобро да прави? Дали да прима метформин, тоа е еден лек кој што се дава на почетокот, или глукофаж, или да биде подложен, така да речеме, на физичка активност и контролирана исхрана, здрава, правилна исхрана. Првин да се проба со таа варијанта. Да, значи сега зборуваме најнапред, уште пред да премине пред дијабетот во дијабет. Пред да стане веќе голем проблем. Да. Студијата недвосмислено покажува дека двојно поефективни, значи двојно поефективни се исхраната и физичката активност одошто метформинот. Веднаш да се преде на таблети. Да, двојно поголемо е дејството од аспект на тоа дали преддијабетот ќе премине во дијабет. Тоа е еден момент. Вториот момент кој што сакам да го истакнам, ние досега како лекари имавме една парадигма кога е во прашање дијабетот. Односно од старт го сваќавме тоа како тоа е една болест која што мора да напредува, која што сигурно напредува. Но научни студии од последните 10 години укажуваат на еден нов момент. Особено во овие пораните фази, особено во овие предијабетични фази или шотоку почната или неколку години само. Па дури и кај пациенти кои што години заред биле по терапија, исхраната и физичката активност може така медицински да се изразам чудо да направат. Односно дека доколку е на високи дози на инсулин, може да се намали инсулинот, доколку е на помали дози или на метформин, на глукофаж, може да се исфрлат целосно лековите, но тоа сето мора да се направи, како што зборувавме, во една контролирана состојба. Значи, промената на исхраната и промената на степенот на физичка активност се од извонредно важност и значење кај тие пациенти, што не можам да го истакнам колку е важно тоа. И неминовен дел од терапијата кај тие пациенти треба да е токму ова. Ајде, што е гледаш кај вклучиме, па тука некако да го заокружиме разговорот, за да не чека. Добро вечер за кого? Повелете. Ало. Повелете, ве слушаме. Добро вечер, сакам. Поздрав до вас и докторот. Благодариме. Ме интересира за шеќерот. Така. Сум направила искриен шеќер и све тоа. Мислам, тоа беше со
со шербет еден што ми дадоа, излезе до 9. 5,9, 6,2. Ама најголеми болки имам на долните екстремитети. Дали веќе е утврдено? Метформин ми дадоа и тоа у Скопје. Дали веќе пиете таблети? Да, Така. метформин. Добро. Да. Така. Тоа, ама ни ова мука, често мука, вртоклавица, потење, а никогаш повише од 6,2 не ми е шеќерот. Добро. Еве ние Ми се покачува телесната тежина, Така. сама, мислам, пешачи многу и Така. се намалuje 5 кила, највише никако. Така. добро. Тоа. Може да одговорам. Може Ви да. благодарам. Сакате нешто да прашате? Не, да одговорам. Да. Добро, во ред, ви благодариме што се евте, бидејќи немаме многу време. Така, штом колегите дале терапија метформин, јас сум убеден дека Така. имало некоја состојба која што им укажувала на тоа. Спомнато беше потење како малаксаност, болки во нозете. Да. Болките во нозете може да биде поврзано дефинитивно со самиот Така. диабет. Но вториот момент кој што сакам да го истакнам е тоа дека кога се зема метформин и кога се зема инсулин особено, треба да се внимава на вакви епизоди. Значи, тоа се така наречените хипогликемични епизоди, кога значително знае да падне шеќерот и тоа е извонредно загрижувачка состојба, пациентот и оваа пациентка и било кој друг, доколку ја има оваа состојба, и неколку пати се случи во текот на денот, на месецот, на неделата, така да паѓа шеќерот, да речеме, за тоа треба дефинитивно да поразговараат со својот лекар, бидејќи во тие случаи можеби најчесто да има потреба да се коригира терапијата. Не е нормално шеќерот толку многу да паѓа, Така. не смее да паѓа, бидејќи тоа може да биде животозагрозувачка состојба. Така што јас би го одговорил тој момент. Мене тоа само најмногу ме загрижи, иначе останатото дека е дадена терапија, најверојатно е дадена терапија која што треба да се прима. Имаме гледаш да видам дали имаме време. Ајде само кусо да ни кажете што е проблемот, бидејќи сакаме нели последните 5 минути да ги упатиме како совети до вас. Ало? Повелете кусо. Ало, добар ден, само Добар ден. кусо. Кусо, Ајде, ајде. молам, имам луѓе, контактирам со шеќераши, Така? ми се жала дека во цело Скопје нема апчиња за шеќераши. Тоа е веќе друг Дали е проблем. вистина, господин, да ме одговара? Па ние сега веќе тука говориме за диабетесот како заболување, нели не е представник од некое министерство за да може тој проблем, меѓутоа Не би знаел да кажа. не знаеме да ви го дадеме одговорот, нели? Тој е тука како представник, како доктор кој што говори на одредена тема. Нема такви информации, меѓутоа се надевам дека овој проблем кој што се јавува не само сега и друг пат се јавил ваков проблем во однос на недостаток на таблети, ќе го решат надлежните во скоро време, или за да можете вие да функционирате како што треба. Значи тоа беше некој прашање кој што не е во доменот за заболувањето, како некако мислев дека многу време имаме, меѓутоа сепак на крајот Времето оставуваме помина, куси со време. да. Што би ги советувале сите оние пациенти, еве, а ги има многу кои што се соочуваат со вакви проблеми? Значи ќе се навратам. Може ли, например, да додека имаат проблеми, додека пијат таблети, како плюс да внимаваат во однос на исхрана? Ќе се навратам на објаснувајќи го Така. механизмот како што го објаснувавме, замастеноста на мускулните клетки, присуството на мастите. Вие ако имате покачена телесна тежина, 10, 20, 30 килограми, тоа може да ви биде со сигурност показател дека и мускулните клетки се замастени и дека има потреба. Првата препорака е за ситените масти во својата исхрана да ги сведете на минимум или да ги исфрлите целосно, зависно од состојбата. Нагласувам, даваме генерални совети, општи совети, за секој пациент ќе биде тоа подединечно различно, меѓутоа првата работа која што секако може со сигурност да ја намалат, а да не очекуваат проблеми, намалување внес на месо, на млеко, на млечни производи, доколку се премногу, доколку се секој ден, тогаш дефинитивно кај тие пациенти треба да се намалат. Второ, кај овие пациенти дури и самите масла, зејтин да речеме, и тоа не треба да се внесува многу, бидејќи истото допринесува таа пржена храна, истото допринесува да се задржи тој процес на замастеност на мускулите. Трето, треба храната да биде со низок гликемичен индекс, односно да не се зема храна со многу висок гликемичен индекс. Не можеме да навлегуваме бел леп, еве сега, да не навлегуваме во детали. Четврто, многу храна со растителни влакна во себе.
со многу овошје, со многу зеленчук, од овошје не лубеница и не грозје, но останатите кои што се со понизок гликемичен индекс може. И петто, конечно, голем волумен на салати. Требаат салати кај тие пациенти, особено бидејќи на тој начин дополнително му се враќа капацитетот на телото да го регулира шекерот. За крај би ја кажал таа порака дека не е ништо готово, не е ништо завршено кај тие пациенти. Исхраната и физичката активност имаат огромно влијание и дека треба да пробаат, треба да најдат начин да се консултираат со стручно лице, да ги направат тие адаптации, бидејќи тоа е многу важно во тоа дали болеста ќе напредува за година, за 2, за 3 или за 10, за 15, за 20. Значи, и како ќе се развива, дали ќе биде присутна уопште доколку е почеток, или ќе остане присутна, ама многу бавно ќе се влошува, бавно ќе доаѓаат компликациите, сето тоа зависи од како се храни пациентот и колку е физички активен. Така. Значи, доктор Митов, и како за крај да заклучиме за сите оние симптоми кои што ги напоменавме на почетокот, значи да не се игнорираат, сепак да се појде, да се направи една анализа на состојбата на шеќерот и секако секогаш да се консултираат таквите состојби со матичен лекар за да им кажат што понатаму и какви испитувања треба да направат за точно да се утврди дали има ваков проблем или нема за да се реши. Се разбира. Диабетот не е состојба која што се лекува на своја рака. Така. Ви благодарам, доктор Митов, се надевам дека соработката убаво ни почна и во некое следно издание повторно ќе бидете дел од ваш термин за да обработиме некоја друга тема, пак да видиме како исхраната пак е поврзана со некое друго заболување. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам вам. Почитувани мои, тука некаде ќе ви се заблагодарам за вниманието. Се надевам дека бевме интересни и да доставивме корисни информации. Секако ќе се потрудиме така да биде во следното ново издание на ваш термин, а тоа е веќе во понеделник во 17:10. До тогаш имајте убаво расположение и останете во добро здравје.